еден долгорочен процес, тоа е еден веќе доста натиснат проблем од страна на сите сегменти во држава. Тоа е еден период кој што треба сите инволвирани страни да се вклучиме, да инвестираме сите заедно во модернизација на земјоделското производство. Од тука би сакал да спомнам дека еден од предусловите е секако структурата во земјоделското производство, а тоа е малите земјоделци со мали неискористени површини. Тоа е еден од предусловите, бидејќи сите знаеме како еден од предусловите за земјоделско производство е земјоделското земјиште. Друг исто така натиснат проблем кој што веќе со години, но ние со излез на странските пазари и преку некои програми кои што веќе со години ги посетуваме големите производители како Грција, Турција, Шпанија, Италија, видовме дека европскиот модел на менаџирање со земјоделство е многу поразличен од македонскиот, односно функционира модел на кооператива, односно има заемно партнерство помеѓу производителот и извозникот, а тоа се вика кооператива, каде што земјоделците ќе бидат групирани во една кооператива, ќе имаат свој представник, свој менаџер и ќе преговарат директно со големите извозници, каде што преку план, организирано производство, каде точно ќе се знае што се произведува, како се произведува, но извозникот мора да му гарантира на производителот една минимална цена, која што секако ќе се гарантира од страна на извозникот. По таа минимална загарантирана цена се согласуваат неколку стапки, односно неколку делови, а тоа е сигурен откуп на земјоделските производи по загарантирана минимална цена. И исто така во тој дел битно е да се спомне дека извозниците на храна, односно на земјоделски производи, се токму оние кои што ги знаат преференциите и барањата на странските потрошувачи и директно ги знаат кои производи, кои сорти и кои култури се веќе барани на странските пазари.